За една година државата треба да има нова стратегија за лицата со попречености. Новиот стратешки документ ќе трае 7 години, до 2030-та. Подготовките се почнати, а широки консултации се одржуваат меѓу сите чинители, институциите, локалните самоуправи, граѓанските организации и директно со лицата со попречености. Но во исто време важно е да се назначи дека самата стратегија се реализира согласно принципот на исклучителна партиципативност. Правиме повеќе објави и повици до сите институции, до сите невладини организации, до сите поединци, индивидуалци на лица со попреченост да се вклучат на било кој начин во етапите на процесот на пишување на самата стратегија. Имавме една прва средба која што беше само иницијација и соопштување на јавноста минатиот месец на 28 29 имавме отпочнување на широк процес на овој процес на пишување, односно развој на самата стратегија, во која што се предвидува, се стави рамката, односно се детерминираше рамката, приоритетите, целите на самата стратегија, а во тој процес беа вклучени голем број на поединци, имаше околу 80 на присутни и од институциите, и од невладиниот сектор, од министерствата, од националното координативно тело, така да овој е широк процес, тоа е веќе почеток, а тоа е само почеток. Ова работилница денеска во Струмица е една од предвидените работилници, принципите со цел да овие принципи да им се доближат на локалните организации. Денеска таква средба се одржа во Струмица, а во следниот период ќе има во повеќе градови со цел што повеќе лица да дадат коментари и да се направи широка дискусија за документот. Не случајно општина Струмица е една од општините кои што се избрани за реализација на овие работилници, бидејќи секако општина Струмица е на многу високо ниво кога станува збор на социјалната заштита и секако го користиме партиципативниот и транспарентен начин со вклучување на лицата со попреченост, невладиниот и граѓанскиот сектор кои што работат во социјалната сфера, кога треба да се донесуваат локални политики, да се изготвуваат локални стратегии, годишни планови и така натаму. Општина Струмица во периодот изготви социјално мапирање на лицата со попреченост, кое што беше поддржано од страна на ГИС и НАЛАС, се разбира и ЗЕЛС, и приоритетите кои што излегува од оваа социјално мапирање денеска ќе бидат дадени во обзир за дефинирање на активностите кои што се разбира може да бидат дел од националната стратегија за лицата со попреченост на национално ниво. Заменикот народен правобранител Васка Бајрамовска вели дека лицата со попреченост треба да бидат слушнати и тие како институција ќе се потрудат да бидат испочитувани нивните човекови права. Од 2009 година во институцијата Народен правобранител постои посебен одел кој што меѓу другото води посебна грижа за правата на децата и лица со попреченост, а од 2019 година институцијата Народен правобранител доби нова надлежност да делува како независен мониторинг механизам за имплементација на Конвенцијата за правата на лица со попреченост. Следствено, ние минатата година склучивме меморандум за соработка со 22 граѓански организации за и на лица со попреченост и родителски организации и согласно членот 33 од Конвенцијата ќе вршиме мониторинг на имплементацијата на одредбите од Конвенцијата за правата на лицата со попреченост, кои што налагаат известни обврски на државата во поглед на создавање на услови за непречено остварување на гарантираните права и принципите од Конвенцијата за права на лица со попреченост. Токму затоа и како институција Народен правобранител, освен мониторингот на спроведувањето на стратегијата за лицата со попреченост, каде што имаме обврска да изготвиме и посебни извештаи и соодветни извештаи кои што ќе ги доставиме до меѓународни тела, ние преку согледување на давање насоки во која насока треба да се движи изработката на стратегијата, сакаме да го дадеме нашиот придонес како институција со цел остварувањето на правата на лицата со попреченост од Конвенцијата за правата на лицата со попреченост да бидат практично имплементирани, а не да останат само онака запишани во хартија.
Работилницата има за цел врз основа на Конвенцијата на Обединетите нации за правата на лицата со попреченост да ја подготви националната стратегија за правата на лицата со попреченост со краткорочни, среднорочни и долгорочни активности со фокус на конкретни мерки за поддршка на лицата со попреченост.